Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул вечер пристигнува во Скопје во рамки на неговата регионална турнеја низ Западен Балкан. Тој ќе се сретне со премиерот Христијан Мицкоски и со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, а ќе се одржи и билатерална средба меѓу двете делегации. Вадефул претходно беше во Сараево, Белград, Подгорица, Тирана и Приштина, каде разговараше со високи државни представници. Германското министерство за надворешни работи соопшти дека Берлин останува силно посветен на европската перспектива на регионот. Главни теми на посетата се напредокот во интеграциите, потребните реформи и регионалната стабилност. Силен јужен ветер во Скопскиот регион вчера предизвика проблеми во авионскиот сообраќај. Два авиони, кои пристигнувале од Берлин и Ајндховен, не добиле дозвола да слетаат на Скопскиот аеродром и биле пренасочени кон Приштина. Уште два авиони кружеле околу аеродромот додека контролата на летање давала нови насоки. Ветерот што го отежнувал слетувањето бил регистриран на поголема височина, поради што пилотите биле насочени кон алтернативната дестинација. Прилепскиот тутунски комбинат денес почнува со откуп на годинашната реколта на 34 пунктови, соопшти министерот за земјоделство Цветан Трипуновски. Комбинатот е подготвен да преземе околу 2300 тони тутун и ќе исплаќа 2 пати неделно. Сите мостри се подигнати, а откупот ќе трае според законските рокови. Трипуновски најави дека и другите компании деновиве ќе почнат со откуп и дека се очекува нивелирање на цените од 414 до 420 денари за килограм прва класа. Годинашната реколта, проценета на 22.000 до 24.000 тони, е со висок квалитет, а инспекторатот ќе го следи целиот процес. Државниот завод за статистика објави дека во октомври 2025, во споредба со истиот месец лани, цените во земјоделството бележат различни движења. Кај аутпутот има вкупно намалување од 1,6%, со пат од 3,2% во растителното производство, додека добиточното е поскапо за 3,7%. Од друга страна, инпутот е зголемен за 1,7%, при што тековните трошоци во земјоделството пораснале за 1,5%, а инвестициите за 4,9%. Анализите покажуваат дека производните трошоци растат, додека продажните цени кај дел од културите опаѓаат. Вработените во грчката железница и машиновозачите започнаа 24-часовен штрајк, поради што денес ќе сообраќа само мал број возови со изменет возен ред, а приградските линии во Атина се целосно запрени. Синдикатите на Hellenic Train бараат враќање на сите отпуштени работници, инвестиции во железничката мрежа, итни мерки за одржување на инфраструктурата, завршување на инфраструктурните проекти и повторно отворање на регионалните линии. Тие најавија дека ќе обезбедат минимален персонал за најосновните услуги за системот да функционира барем на базично ниво. Дипломатскиот спор меѓу Кина и Јапонија се заостри откако стотици илјади кинески патници ги откажаа летовите кон Јапонија, реагирајќи на изјавата на премиерката Такајчи дека Токио би се вклучил воено ако Кина го нападне Тајван. Пекинг предупреди студенти и туристи да избегнуваат патувања, авиокомпаниите нудеа бесплатни откажувања, а културни и визни активности беа суспендирани. Јапонските компании забележаа пат на акциите, а бизнис заедницата ја предупреди владата на економски ризици. Токио испрати дипломат во Пекинг, но Такајчи остана на истиот став. Во Кина медиумите засилено ја поттикнуваат националистичката реторика, а Јапонија ги предупредува своите граѓани таму на зголемена предпазливост. Стручњаците стравуваат дека кризата може да прерасне во подлабока политичко-економска конфронтација ако тензии не се намалат. Советот за безбедност на Обединетите нации усвои резолуција со која се поддржува мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп за Газа. 13 земји гласаа позитивно, а Русија и Кина беа воздржани. Планот предвидува меѓународни стабилизацијски сили, разоружување на Хамас и преодна администрација од палестински технократи. Дел од прашања остануваат спорни, меѓу нив повлекувањето на израелските сили и идниот статус на Газа. Израел реагираше негативно на делови од резолуцијата, особено на повикувањето кон палестинско самоопределување. И покрај долгите несогласувања, усвојувањето се смета за редок дипломатски пробив и сигнал за поширока меѓународна поддршка на мировниот процес. Под влијание на серија влажни воздушни бранови до крајот на седмицата следува период на променливо облачно и релативно топло време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни, локално со услови во форма на невреме со засилен ветер и ретки грмежи. Во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина дожд.
ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Во Скопје следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, кои во делови од котлината ќе бидат пообилни. Ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен ветер од јужен правец. Кон крајот на денот и ноќеска, во земјата во северозападните делови ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 15 до 20 степени. Во Скопје и околината ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен јужен ветер.